Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Индискиот нуркач, ловец на бисери, вешто скокна во океанот. Неговиот најдобар пријател Давид Морс чекаше во чамецот додека кафеавата глава повторно се појави. Ја отвори школката со џебниот нож. Рамбао, ти си одличен нуркач. Овој бисер вреди цело богатство. Да, не е лошо. А може ли да се најде подобар бисер? Дома имам еден што е многу повреден. Мислам дека овој бисер е совршен. Твоите очи го гледаат премногу критички. Тоа е она што ти секогаш го кажуваш за твојот Бог. Луѓето мислат дека се е во ред, но ти велиш дека Бог ги гледа какви се навистина внатре. Да, тоа е вистина. Но тој сака на сите луѓе да им даде чисто срце. Тоа е Божји дар. Го разбираш ли тоа? Во меѓувреме, двајцата пријатели дојдоа до плажата. Давид изгледа премногу лесно. Премногу сум горд да го прифатам овој подарок. Сакам да направам нешто за да го заработам. Го гледаш ли аџијата таму? Ќе оди бос по остри камења, додека не отиде до Калкута. Јас ќе одам на колена до Делхи. Рамбао, тоа е повеќе од 1000 километри. Пред да ја постигнеш целта, ќе умреш од труење на крвта. Но ништо што кажа Давид Морс не помогна. Поминаа неколку денови. Рамбао, ти ли си? Влези. Давид, утре ќе го почна мојот аджилак. Пред да заминам, сакам да ти кажам за мојот син. Имаш син? Тој беше најдобриот нуркач по бисери на Индискиот брег. Сакаше да го најде најубавиот бисер. И го најде. Но бидејќи беше подолго време под водата, набрзо умре. Бидејќи си ми најдобар пријател, сакам да ти го дадам бисерот, што тој го најде. Прекрасен е, Рамбао, совршен. Но нема да го прифатам. Ќе ти дадам 10.000 рупии. Но не можеш да го купиш. Ако вреди повеќе од тоа, ќе работам за него. Давид, овој бисер е непроценлив. Мојот син плати за него со животот. Рамбао, токму тоа се обидувам да ти го кажам за Бог. Неговиот дар за спасение не може да се купи. Не преку нашите добри дела или аджилак. Тоа е подарок од Бог, зашто тоа го чинеше Исус, Божиот син, неговиот живот. Зар не сакаш да го прифатиш овој подарок денеска? Сега разбирам. Го чинеше животот на неговиот син. Сакам да го прифатам денеска неговиот дар на спасение. Спасението е Божји подарок и за тебе. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!